Добар ден, почитувани, ова е магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Повеќето родители даваат се од себе за добро да го воспитаат своето дете и да го изведат на прав пат, но понекогаш не се ни свесни дека прават некакви грешки кои што може да влијаат на иднината на детето на различни начини. Па кои се најчестите родителски грешки што треба да се избегнуваат? Како да се биде добар родител, добра мајка и добар татко? Постои ли универзален одговор на ова прашање? На оваа тема денеска разговараме со примариус доктор Славица Гајдазис-Кнежевиќ, психијатар, семен и системски психотерапевт од Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Разговорот ќе го проследите по рекламите. Во денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци го поставуваме прашањето: кои се најчестите родителски грешки и како да бидеме подобар родител? Одговор ќе побараме од примариус доктор Славица Гајдазис-Кнежевиќ, психијатар, семен и системски психотерапевт од Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Докторке, задоволство што сте повторно во студиото на Телма и добар ден. Благодарам на поканата и мене ми е задоволство секогаш да учествувам во овие емисии. Докторке, во одредени семејства се забележува доминантност на еден од родителите, кога тој обично знае секогаш што е најдобро за детето, поставува некои строги критериуми, бара некакви резултати кои што се некогаш и недостижни. Па што значи доминантност на мајката во релацијата со децата, па и со партнерот, но и доминантноста на таткото во истите релации во семејството? Ова е многу интересно прашање кое што го поставувате, затоа што тоа е поврзано со нешто друго што е и текако значено, тоа како родителите се организираат измеѓу себе. Традиционалниот родителски, и ако сакате и партнерски, иако се тоа две различни улоги, нели, налагаше да мажот биде доминантната фигура во семејството, односно да тој биде воглавном оној кој што ќе ги даде завршниот збор. Иако мајките и покрај тоа што во тие традиционални патриархални семејства воглавном биле невработени и се грижеле за домот и за децата, имале своја значајна улога и биле почитувани од своите партнери, да кажеме, сопрузи и татковци. Со други зборови, не представува, просто да кажам, проблем ако еден е доминантен под услов да другиот го следи во целата таа приказна. Значи, ако така се поставиле да едниот биде подоминантен или поприсатен во одлучувањето, а другиот го почитува тоа што го одлучува, тогаш и нема да имаме поголеми потешкоти. Но ако е претерано доминантен? Знаете, таа доза на претераност или непретераност, за да едниот биде доминантен, другиот треба да му ја овозможи таа доминација. Така да ние се уигруваме во тие дијадни односи и нема доминантност без да другиот прифати. Очигледно дека и на другиот му одговара да овој ги донесува одлуките, оти тогаш позади секоја одлука стои и одговорност, знаете. И полесно му е да ја препушти одлуката на другиот, оти така себе се амнестира од одговорност. Поголема тешкотија е ако имаме ситуација во која што одлуките на условно кажано, како вие велите, доминантниот родител не ги следи тој другиот, па гледа во секоја прилика да го минира, да го дисквалификува, да ги негира неговите одлуки, било да тоа го прави имплицитно, експлицитно, јавно, онака знаете, кажува видливо, например, кажува едниот родител, одлучува дека детево треба да легне да спие во 8 сат, а другиот вика: ма оставај ја ти, мама или тато, дојди ние да се играме. Или тоа може да го прави имплицитно, неосетно, знаете, позади грб, што се вели, например да му намигнува на детето, да му кажува као: не се секирајте, јас и ти ќе најдеме некакво решение и ова. И тоа се погубни ситуации за децата, отколку да само едниот е доминантен. Заради тоа што во таквите ситуации на неуедначени ставови родителски, детето се наоѓа во така наречен конфликт на лојалност. Не знае кому да му верува, оти ризикува секогаш дека ако едниот го послуша, другиот може да му се налути. Знаете, ако оној првиот го послуша, овој вториот ќе му се налути и детето се наоѓа во една ситуација на несигурност, неизвестност и во многу случаи, немајќи избор, затоа што тоа му ствара конфузија, оти тоа не е ден, два и три, тоа е цело време во нивното живење,
da se доведе во ситуација да не знаејќи кого да послуша, на крај одлучува и ние викаме своеглаво, дете никого не слуша. Ќе биде своеглаво заради тоа што нема избор во една таква ситуација. Втора ситуација е она што вие велите, амбициозноста на родителите. Дали тој доминантен родител ќе биде доминантен само одлучувајќи, а почитувајќи ги капацитетите на своето дете, следејќи ги потребите на своето дете, па само тој доминантно одлучува, или покрај доминантноста ќе се појави она што често се случува кај нас родителите, да ние се обидуваме да нашите нереализирани животни планови ги реализираме низ нашите деца, не водејќи воопшто грижа за тоа дали детето е мотивирано за тоа, дали ги има тие капацитети да го тоа направи. Па, например, праќате дете да иде во музичко школо, а тоа воопшто нема нити талент, нити интерес за сето тоа, или го форсирате да иде на спорт, на одреден спорт заради тоа што вие сте спортувале или вие сте сакале да постигнете, па се лутите ако тоа дете кое ќе решава да иде и да го почитува родителот, не постигнува успеси. Не е само проблем да отиде детето, туку и треба успех. Тогаш имаме сериозен проблем, затоа што се прашуваме чиј живот живее тоа дете. Дали го живее собствениот живот или го живее неизживеаниот живот на своите родители. Така да тоа се чести ситуации кои што ние ги гледаме во родителствувањето, да кажеме, и да кажеме дека нема родителствување без грешење. Знаете, родителите, прва лекција која што мора да ја научат е да се соочат со вистината дека воспитувајќи го своето дете ќе грешат. И не е проблем во грешењето. Проблемот е ако не се спремни да ги видат и да работат на своите грешки, а дека ќе грешат, ќе грешат. Докторке, доколку еден од родителите е доминантен на еден од овие два начина кои што ги споменавте во семејните релации, дали детето ќе стане послушно? Или пак може би бунтовно? Знаете, јас често пати кажувам дека е прво правило дека нема правило и дека во различните ситуации ние ако само изолирано ја гледаме доминацијата на родителот или ако ја гледаме една работа, не можеме да го видиме целиот контекст, не можеме да видиме се она што околу детето се случува. Заради и од друга страна децата си имаат своја резилиентност. Сите ние имаме своја резилиентност. Тоа значи дека имаме свои здрави снаги, жилавост една која што ни помага да излеземе од непожелните ситуации, а без да при тоа бидеме оштетени, да кажеме. Знаете, тоа е добрата страна на приказната. Меѓутоа, дали детето ќе биде послушно или нема да биде послушно, има голем број деца кои што заради лојалноста, па ако сакате и заради стравувањето од тоа да не бидат отфрлени, да не бидат именувани како непосакувани од ние родителите, често пати знаеме да кажеме не те сакам, нели? Или нема да те сакам, или и тоа се сериозни закани за детето. Нас ни се чини дека е тоа само па јас сама не те сакам, не се секирај те сакам. Знаете, тоа ние мораме да внимаваме, оти детскиот мозок не функционира како возрастниот мозок и они буквално ги примаат пораките кои ние или ќе те оставам или нема да се ќе ме нема мене или и така натаму. Тоа се сериозни пораки кои што ние ги праќаме на децата. Така да од дополнителни исто така фактори може дете да стане екстра послушно на сопствена штета. Знаете, она дете кое што нема никаков контакт со себе, а заради стравот да не го изгуби родителот или да не ја изгуби љубовта на родителот, тоа ќе биде максимално послушно дете, знаете. И ќе дојде во момент кога воопшто нема да ги препознава своите потреби, а постојано ќе ги следи потребите на другите, што пак ќе прави еден внатрешен немир и конфликт во самото дете. Обично таму каде што има доминантен родител, односно доминантен партнер, другиот е во некоја пасивна положба. Обично избегнуваат расправи, недоволно го заштитуваат своето дете, па како влијае и пасивноста врз детето? Може ли тоа да развие заштитнички однос кон тој родител? Секако, знаете, имаме ние голем број на ситуации, тоа е една од можностите да имаме еден доминантен и еден повлечен родител и да тој повлечен родител предизвика условно кажано сожалување кај своето дете и да детето се обидува да го заштити, што влегува во ризик
да се спротивстави на доминантниот родител и тоа носи своји последици, знаете, ако он застане на страната на родителот кој што е пасивен, кој што е инертен, кој што не учествува од XY причини, дали е тоа научен модел, дали е тоа во моментот ситуација која што или некои други причини стојат позади тоа, детето може да влезе во заштитнички однос, па да го штити родителот на начин да нема да бара од него ништо, заради тоа што никој не бара од него ништо, нели? Сите одлуки ги донесува, еве условно да кажеме, мама или тато. И тогаш ќе го доведе во ситуација да просто го исклучи како фактор во одлучувањето, или пак може да се почне да се грижи за да сочувствува со тој родител и да се грижи. Меѓутоа ние имаме ситуации во кои што доминацијата не е само на едната страна, знаете, и ние тоа го викаме класична борба за моќ. Кога вие имате двајца родители кои што постојано се расправаат чиј збор е последен, која одлука е поважна од одлуката на оној другиот, што ќе се прави, како ќе се прави според едниот, и тоа се како рогови во вреќа, знаете, тоа се оние родители кои што апсолутно не успеваат, трошат енергија не на донесување на заедничка одлука, туку убедување меѓусобно чиј став е по-валиден во дадениот момент и чиј став има поголема тежина, и тоа е навистина една тешкотија за децата, оти како да се во вкрстен огин. Знаете, постојано има рафална палба од двете страни. Велат каква мајка, таков син, таква ќерка. Па дали ова навистина така? Знаете, ова е интересно, постојат бројни митови околу родителствувањето и околу она што се случува во семејството. Едните од тие е каков син, таква мајка, и каква ќерка, таков татко, заради тоа што основоположникот на воопшто психотерапијата и размислувањето за внатрешниот живот на луѓето е Фројд. И Фројд во неговата психоаналитичка поставка тргнува од тоа дека постои едипален комплекс, електракомплекс, дека се врзуваат синовите со татковците. Моето искуство денеска кажува дека само таквото гледање на работите може да не донесе во ќорсокак. Точно е дека голем број синови личат на своите мајки, како што е и верно дека личат и на своите татковци. И исто така ќерките да личат на своите мајки, а помалку да личат на своите татковци, што во голема мерка повторно зависи и од она што биолошки го носиме ние, од тоа, јас дури би рекла дека она што јас денеска го гледам е дека голем број на ќерки многу повеќе личат на своите мајки отколку на своите татковци. Меѓутоа, зависи и од односот кој што ќе се создаде внатре во семејните, во тие семејни релации, односно во семејната средина, како ќе се организираат работите, што повеќе ќе се... Но постои една исто така традиционална приказна на овие наши простори, а тоа е да машките деца заради бројни причини во минатото, зборувам за векови наназад пренесена порака, имале специјално место во семејствата. Веројатно заради тоа што се сметало дека наследноста на семејството продолжува да живее преку машкиот потомок. Тој ќе го продолжи презимето, па ќе го продолжи така натаму. И од друга страна, заради тоа што биле соочувани со огромен број на губитоци, војните. Знаете, тоа неминовно носело до тоа во војните најголеми жртви биле машките членови на семејството, не толку женските членови. Така да тој однос кон синовите и таа посветеност на синовите е веројатно и некоја трансгенерацијска порака дека се драгоцени во семејството и треба да се чуваат, што не е во сите општества така. Има ли вистина дека улогата на таткото е многу важна при градењето на личноста пред се на синовите? Знаете, секој од родителите има своја улога во воспитувањето на децата. Ако така ја поставиме работата и кажеме дека пресудна улога имаат татковците во воспитувањето на синовите, во голема опасност сме да тогаш кажеме дека оние кои што се самохрани родители, каде што имаме само еден родител, дека веднаш во старт велиме, како да велиме, едно недостасува и вашите деца сигурно нешто ќе им фали на крај. Тоа не значи дека секогаш, особено во таа женско-машка фигура која што ние сакаме да ја потенцираме, оти денеска гледаме дека ниту професиите се више машки, само машки, ниту домашните обврски се више домашни обврски. Некако таа еманципација женска
која што јас сакам да биде и еманципација и машка, нели, доведува до ситуација да двајцата родители во значителен број стануваат равноправни во обврските, во заедничкото градење на семеното гнездо и децата немаат баш јасно поделба на улогите во тоа дали се тоа двајца, дали е тоа мама или тоа тато, па вие ќе видите мама со шрафцигери, ќе видите тато кој што спрема ручек, така да таа јасна поделба и не е толку значајна колку што е значајно да они двајца соработуваат, да умеат да се договараат, да имаат право да имаат различни ставови. Знаете, просто е природно да имате различен, али да имаат и обврска да ги усогласат своите ставови пред да ги изнесат пред детето, ако сакаат да му го олеснат развојниот пат на своето дете. Кон ова само да кажам дека во хомосексуалните заедници, каде што се почесто имаме и потомци на присатни, иако се и двајцата од исти пол, било да се жени или мажи, децата немаат потешкоти во идентификацијата и во сексуалната ориентација, како што се верува, нели? Дека, демек, заради тоа што ќе личи на овој или на оној, затоа што се причините многу поразлични и децата апсолутно безбедно растат и се развиваат во зрели и здрави возрастни личности. Ајде да проговориме за самопожртвуваноста на родителите во семејствата. Се случува обично за мајките да се вели дека е пожртвувана мајка, во позитивен или негативен контекст е тоа понекогаш дадено. Па имаат ли децата потреба родителите постојано да бидат тука за нив и да прават се за нив и за семејството? Вау, ова е многу интересно и многу важно прашање, Марија. Дали само пожртвуваноста прашањето е дали ние сакаме да живееме за децата или да живееме со децата. Дали за децата или со децата. Ова што вие го опишувате, тоа се родители кои што одлучуваат од XY причини. Порака која што ја добиле, она што го научиле во животот, она како што живееле, немање на идеја дека нивниот личен живот треба да продолжи од моментот кога ќе станат родители, туку како да престанува нивниот личен живот и јас сум сега родител и ништо друго не сум. Тоа се родители кои што живеат за своите деца и тоа се оние родители кои што се, како што вие викате, само пожртвувани. Јас лично мислам дека сите одговорни родители имаат и една доза на пожртвуваност за своите деца, кога се откажуваат од своите лични потреби за да се посветат на децата, зависно од возраста и зависно од ситуациите, нели? Колку е детето помало, нормално е дека ние сме му попотребни. Меѓутоа, тие родители кои што се жртвуваат и живеат за децата, забораваат дека еден ден тоа дете ќе порасне и дека тоа дете по логика на нештата нема да има потреба од нив во таа мерка како низ првите 15, 20 или не знам колку години. Сигурно е голем проблем празно кога ќе остане гнездото. Точно така, точно така. И или тие деца ќе се откажат сега од својот живот, па ќе се жртвуваат, ќе враќаат, ќе возат рикверц, што јас викам, што апсолутно е неприродно, нели, па ќе се посветат на грижата за ова децата, или тој родител, немајќи што да прави, навистина ќе има сериозен проблем да види каде е оти. Покрај улогата на родител, често, или да не кажам најчесто, е и улогата на партнер. Што тоа значи? Ако јас живеам за децата, дека мојот партнер ќе го паркирам, па нека он чека да пораснат моите деца, па кога ќе пораснат доволно децата, јас ќе се вратам на партнерскиот однос, кој што сум го оставил или оставила замрзнат, мртов, како што ние викаме. Или што значи тоа во однос на моите браќа, сестри или моите пријатели и така натаму и така натаму. Така да таа приказна за саможртвување секогаш носи и огромен број на ризици. Дури би кажала дека оној родител кој што не може за себе прво за себе да се грижи, па потоа да се грижи за децата и за другите, ризикува да сето тоа добие некаква, просто да кажам, неприродна форма таа грижа. И тука се оние родители кои што се хеликоптер родители, кои што ги нарекуваме, оние родители кои што цело време се околу децата, преднозе, заднозе, деца просто како да ги држат под стаклено звоно, заради тоа што мислат дека таква е нивната улога и немаат идеја што да прават со сопствениот живот. Се повеќе родители
се хеликоптер родители кои што Па јас не би рекла дека се повеќе, Марија, се заради обидува тоа. да ги заштитат од Да, различни видови болки, знаете. ситуации, проблеми. Тоа е друга работа, знаете, колку родителите во денешно време имаат некоја, би јас нарекла јас, можеби искривена перцепција за тоа што значи, знаете, па не дозволуваме дете да плаче, па не дозволуваме дете да почувствува болка. Знаете, а си викам јас, како тие деца ќе научат утре, животот е преполн со предизвици, како тие луѓе ќе научат на 15-20 години да се носат со сите тие предизвици и очекувани развојни трауми, ако ние не ги научиме од мали нозе, додека сме покрај нив, додека им пружаме љубов и да ја издржиме таа нивна ситуација и таа нивна болка. Ние, родителите, она што во последно време, нели, водејќи разни трибини низ градов, јас често им викам на родителите дека ние сме целите претворени во решение. Па дете ни се пожали нешто, ние брзо даваме некои конкретни решенија, заборавајќи дека можда на дете му и не му е потребно. Не дозволуваме да децата сами дојдат до одредени решенија, до одредени идеи како би можеле таа ситуација, па ако сакате малку и и физичката болка да ја издржат. Знаете, да почувствуваат, тоа може да биде корисно, така е. А дали ние како родители треба да бидеме другари, најдобри другари со нашите деца? Ова е често прашање. Знаете, јас кога разговарам со родителите и сакајки да ми покажат колку се они со полно разбирање за децата и колку се они блиски со своите деца, ние сме другарки. Знаете, мајките обично тоа го викаат, па и татковците. Мајките, ние сме најдобри другарки. Све ми се доверува, јас све знам. И си викам јас, како е тоа да се биде ем родител, ем да се биде другарот? И тоа се две различни улоги, знаете. Јас не велам дека родителите не треба да бидат блиски со своите деца. Меѓутоа, мора да постои граница. Мора да постои граница и на тоа да се негува и приватноста на нашите деца. Децата можат да ни кажуваат голем број работи, но прашање е дали баш треба се да ни кажат, особено кога ќе дојдат до период на адолесценција. Знаете, кога почнуваат да се развиваат и одредени природно очекувани интимни и чувства и доживувања, дали децата треба се да ни кажуваат? И дали тоа другарство ќе иде на штета на нашата одговорност како родители? Оти родителот треба да умее да го води детето, треба да умее во даден момент да постави јасни граници, заради тоа што децата се како млади ластарки, нели, како млади дрвца. Ветерот ќе ги дувне и ние треба да им покажуваме. Родителот треба да биде тука за да може во даден момент и искуствено да му помогне на суде. Ако е како пријател, се прашувам јас како тоа може да го реализира. Значи некаде помеѓу, така? Па јас би рекла некаде да бидеме блиски, отворени, меѓутоа и да им дозволиме на нашите деца оти таа порака кога ќе ја дадеме. Јас сум ти најдобар пријател. Знаете што значи? Тоа значи не постои човек во кој што треба да имаш доверба околу тебе. Само во мене. Само сум јас таа која што или тој во кој што ти треба да имаш другите се сите лажговци. Другите се сите. И како тоа дете да излезе во средината и да другарува, и како тоа дете да гради партнерски однос кога има силна порака, никој како мене не може да те разбере. Знаете, така да тоа се бомбастични изјави кои што можеби родителите и не ги мислат во дадениот момент. Меѓутоа, доживувањето на децата е дека светот е небезбеден надвор од дома. Не постои друг човек како мојата мајка или како мој татко. Што верно и не постои, ама како мама и тато, ама постојат други луѓе со кои што ние треба понатаму да го градиме живот. Да им дадеме можност и на гледачите да постават прашања во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Почитувани од овој момент емисијата е контактна примариус доктор Славица Гајдазис-Кнежевиќ, психијатар, семејен и системски психотерапевт од Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива, е гостинка во студиото на Телма и таа дава одговор на сите на бројните наши дилеми поврзани со родителството и ненамерните грешки. Докторки, како што веќе неколку пати напоменав, најчесто со ова ненамерни грешки. Одиме еве на следното што го издвоивме во денешната емисија, а тоа е кога родителите чувствуваат љубов за детето, но едноставно не ја покажуваат. Некогаш не сакаат, некогаш и не можат, но дел од нив сметаат дека прегратките, бакнежите може да го разгала детето. Па сега таа емоционална затвореност како влие врз
Детската психа? Повторно, знаете, од правилото нема правило. Има деца има родители кои што се емоционално неписмени. И морам да кажам дека тоа е повеќе на сметка на машките отколку на женските. Оти ние така ги воспитуваме и така и претходно ги воспитувале низ генерации. Да не покажуваат машките и нормално требале да бидат силни, храбри, да не покажат никаква слабост. Да не покажат слабост, да нема плачење. Машките не плачат, така. Да, машките не плачат, машките не треба да се покажат. Па и гушкањето не е пожелно, нели? Многу близина ги слабе луѓето, нели? Така да како научиле, така пренесуваат и на своите деца. Она што детската психологија го знае, она што искуството го знае, тоа е дека нема граница која што може позитивно да влијае на, посебно кога се децата мали, на телесниот допир. И првиот начин на изразувањето кога е бебе, бебето не може да разбере кога ние ги менуваме, иако може да реагира, меѓутоа на допирот. Кожата е таа преку која и ние ги галиме, ги бацуваме, додека се мали, нели? Па ги бањаме, па имаме, додека ги доиме, нели? Сите тие контакти се многу важни и тој телесен контакт останува доживотен контакт. Ако сакате и во животот на возрастните, ние возрастните и како знаеме што значи во партнерскиот однос партнерот да не гушне, да не бакне, да не помилува, да не погали. Значи тоа е и како важно за децата, исто како што е важно и пофалувањето. Она што ние како нација имаме сериозен проблем, имаме како култура сериозен проблем, тоа е да постојат повторно митови кои што викаат. Она што е добро, не смееш да го фалиш, затоа што ќе го расипеш. А она што е лошо, веднаш искритикувај го за да го поправиш, за да го поправи тој кој го кори. Што е тотално во несклад со потребите човечки и со психологијата, особено на децата. Децата многу повеќе напредуваат ако ние умееме да ги... А потоа викаме, немаат само доверба. Не се доволно стабилни и сигурни. Па како да имаат ако ние само ги критикуваме? Од каде таа доверба? Довербата не се раѓа дете со доверба? Значи пофалбата е тука клучна. Апсолутно, апсолутно. Меѓутоа тоа не значи дека ние треба од сабајле да вечер за било што. Пофалбата за да биде прифатена и да има своја педагошка значај, треба да биде во моментот и конкретно со именување. Детето да се именува, да се каже Марија, многу убаво ги изми рацете, многу ме радува. И тоа ситните работи. Знаете, како е детето мало, или Марија, многу ме радува како ја држиш лажицата додека јадеш. Знаете, да не бараме никакви огромни резултати, постигнувања, па да тука. Затоа што кога ние така ги пофалуваме децата, децата стануваат се посигурни и побрзо напредуваат во совладувањето на своите развојни предизвици. Од друга страна, полесно ќе ја прифатат и критиката кога ќе им ја упатиме. Затоа што ако оно знае дека ние го вреднуваме трудот што го вложува, тогаш и она кога ќе му се каже Марија, денеска не успеа да го направиш ова и така натаму, полесно ќе го прифати. Меѓутоа, пофалбата, за да има квалитет, не може со опашка да биде пофалба. Тоа значи, добро е лажицата, ама ова добро не го направи. Оти тоа второто, ама, ќе ни го уништи и она првото, знаете. Тоа е како да ставате во иста манџа и сол и шекер. Па прво ставате шекер, па после ќе засолите. Па нема да се знае на што личи чорбата или манџата. Значи мораме да знаеме дека самодовербата се гради низ нашето постојано охрабрување и пофалби кои што ќе ги упатуваме на децата. Во оној сегмент каде што родителите изразуваат и покажуваат љубов кон своите деца, понекогаш е сместена и идејата дека детето треба да спие заедно со својот родител. Што велите за тоа? Тоа знаете, се менуваат работите. И ние во нашите препораки, па и науката ги менува работите. Затоа и ве прашам, поделени се ставовите. Јас полно пати ги разбирам родителите кога ќе дојдат и ќе ми кажат и кого сега да слушаме и како да ги слушаме. Оти, например, ако имаат покрај себе младите родители, ако имаат покрај себе баба како мене, која што во свое време своите деца ги воспитувала во однос, постоела тогаш теорија и правило дека децата треба веднаш да се стават во креветче, дека не треба да спијат со родителите, дека треба да се, нели, и така натаму и така. И јас така сум ги одгледала моите деца.
И при тоа имам право да го застапувам својот став, оти моите деца се, еве да кажам условно, здрави, прави, нели, и успешни луѓе, и ќе си речам тоа така треба. Сега науката отиде во друга крајност и сега вика не само да спијат, до 4 години да спијат децата Се додека сакаат да спијат со родителите, додека не одлучат да ја знаете, тоа напуштат. додека сака, дали тоа значи до 15 години дека ако сака да спијат. Меѓутоа науката негде застана на таа приказна дека до 4 години, сега се и пробиваат тие граници, до 4 години не само што треба, пожелно е и се охрабрува оти демек, децата ако спијат со своите родители до 4 години, особено со мајките, они ги развиваат побрзо своите умствени капацитети и повеќе. Да, точно така. И емоционално се постабилни деца. И сега прашањето е, знаете, на кое јато да се. Јас сакам да и верувам на науката и сакам да верувам дека посебно неуронауката која напредуваше во последните 10 години направи експлозија на разни достигнувања кои што ни објаснија огромен број од процесите кои ние само ги овака предпоставувавме, но немавме нагледно да ги видиме. Сега можеме да ги следиме сите тие процеси благодарение на неуронауката и да знаеме кои зони на мозокот што, како реагираат. Јас верувам дека ова има своја вистина, нели, и дека може би треба да се дозволи на децата да подолго време спијат со своите родители. Така. Значи ова се променети ставови, а сега одиме на нешто што исто така е поврзано со родителите кои што не се спремни за родителство. Понекогаш луѓето стануваат родители покрај тоа што воопшто не се подготвени за таа улога. Велат тоа се родители на кои што има потребен родител. Сега дали кога ќе дојде детето во домот? Преку ноќ созреваме или сепак може животните околности така да не скршат, па децата да ни станат рамо за плачење? Ова е многу интересно повторно, Марија. Знаете, ова ме подсетува на една, јас ќе направам само кратка паралела, ако ми дозволите. Ова исто така ми наликува на она дали договорените бракови, каде што партнерите уопште не се познаваат и ги договараат семејствата и они влезат во брак, дали тој брак ќе биде поуспешен или ќе биде пофункционален или ќе биде бракот на оние кои што се познаваат, биле во врска и одлучиле своеволно да влезат во брак. Едно е да ти влезеш во приказна за брак или родителство, а друго е да патуваш во таа приказна. Значи, точно е дека подготовката има свое значење. Меѓутоа, не е апсолутно исклучено дека и оние родители кои што не биле не планирано останале, не планирале да останат родители и по XY причини станале родители, дека тие родители не можат да созреваат заедно со своето дете и да покажат повисок капацитет на прилагодување на родителската улога од оние други кои што планирале, сакале, не знам, се подготвувале и не знам што, и дојде до момент на родителство. Значи, родителството е предизвик само по себе. Тоа е една огромна благодет, една привилегија невидена, меѓутоа исто така и еден огромен предизвик. И прашањето е како родителите ќе се прилагодуваат и колку они ќе можат да го следат, ќе ги следат развојните потреби на детето, па ако сакате и своите развојни потреби како родител. Оти има огромен број родители кои што све знаат, знаете, подготвени, и одеднаш доаѓа дете кое што не може да се уклопи во нивните планови и во тоа све што они го сакаат, и они одеднаш се наоѓаат збунети затоа што се ригидни заради тоа што ама така пишува, ама така кажа по книга, не знам, и тогаш имаме исто така потешкоти. Имаме други родители кои што велат: океј, не е планирано, тука е, ајде да видиме како можеме најдобро да одговориме на овој момент, и почнуваат да се прилагодуваат на таа родителска улога. Значи, нема формула, не постои формула која што ќе исклучи еден од други, ќе каже: ова е. Ако сакаме процентуално статистиката да ја користиме, веројатно оние родители кои планираат, кои се подготвуваат, имаат повеќе шанси да побрзо ги решаваат предизвиците од овие другите. Доколку неуспешно ги решаваат предизвиците родителите, понекогаш успева да се вклучат и членови од поширокото семејство со своји совети, ставови, што треба, како треба. Некои статистики на овие простори покажуваат дека најчеста причина за развод се всушност нарушените релации со некоја од бабите или пак дедовците. Па како сето тоа влие врз родителството, советите од поширокото семејство? И повторно да кажам интересно прашање и важно прашање. Прво, враќајќи се на разводот.
Пошироките семејства не можат да ги разведат партнерите ако партнерите не го дозволат тоа. Значи, тоа е влијание на бочни ветришта од страна, меѓутоа истовремено е нешто што е многу важно да знаеме дека тие двајца луѓе влегуваат во брак и тие се тие кои треба да го негуваат бракот. Нормално е ако вие имате торнадо од страна, нели, и ако имате поинтензивни процеси, дека тоа ќе го отежни прилагодувањето на брачните партнери, па така и на родителствувањето. Во нашата средина, за разлика од некои западни култури, присуството на бабите и дедовците е многу поинтензивно отколку од бројни причини, знаете, од бројни причини. Од економската и логистички, меѓу другото, за помош. И финансиски и така натаму. И заради тоа што традицијата ако погледнеме поназад стотиња години, ќе видиме дека доминантна форма на живење било проширено семејство. 3 генерации, 4 генерации заедно. Тоа бил начинот како луѓето биле организирани. И од практични некои причини. Она што е можеби битно да се знае се неколку важни работи. Јас мислам дека во отежнувањето или предизвикувањето на потешкотиите кај децата еднакво учествуваат и бабите и родителите и нивните родители, бабите и дедовците. Што тоа значи? Тоа значи прво да на децата и два родителя им се понекогаш многу за воспитување, а не 4, 5, 6. Значи, воспитната улога треба да се препушти на родителите. Родителите се тие кои што ќе донесуваат одлуки, а бабите и дедовците треба да ги следат во сето тоа. Покрето што не им се допаѓаат. Па дури и кога не, и најмногу кога не им се допаѓаат. Затоа што не смеат да заборават дека они не се родители на овие деца, они се само баби и дедовци. Ако сакат и да ја уживаат тази, имаат они право да им кажат на своите деца, нели, меѓутоа не пред детето, особено не пред детето. Па мама, тато караат, ела си ти кај баба и дедо, ај пушти ги нив. Кои се они, нели, знаете. И бројни такви ситуации. Не може да јаде, ела баба тебе да ти спржи јајце, не знам. Тоа е катастрофално за децата. Затоа што бабите и дедовците добиваат поени. Меѓутоа, главните актери ги губат поените, а тоа се родителите. Тоа е едната работа, значи треба да ги следат. Втората работа која што е многу важна, мора да знаат родителите дека бабите и дедовците се тие кои ќе ги разгалуваат децата. Ама дека правилата се во родителскиот и дури кога ќе видат дека бабите и дедовците прават нешто што они не го дозволуваат, ако се они согласни, детето брзо ќе научи што во која средина му е дозволено и лесно ќе се прилагодува на сите тие ситуации. Така, ни дадовте денеска навистина многу совети. Правите трибини на кои што се зборува за родителството. Може ли на таков начин да станеме подобри родители? Да. Марија, јас ќе искористам приликата да кажам дека најмладото чедо во нашата групација Алтернатива, вие ме представивте од институтот, ние сме сега една групација во која што имаме и психолошки центар, имаме и центар за родителство, кое што е најновото чедо наше од јули месец минатата година, а тоа е експертски центар кој што е акредитиран од Оксфорд. И ова го кажувам со гордост, заради тоа што нелесно се добиваат такви позиции во нашава држава. Тоа значи дека некаде соработувајќи со експертите од Оксфорд низ проектите во минатото, препознаени се капацитетите на нашиот тим и ние ја добивме таа можност да отвориме експертски центар за родителство. Во рамките на тоа, ние во една општина почнавме во Скопје, и тоа е општина Карпош, која што брзо покажа интерес и подготвеност да ја поддржи иницијативата. Прво направивме обука на фацилитатори од школите. Значи, сите 10 основни училишта во општина Карпос сега имаат по 2 фацилитатора, кои што почнуваат оваа недела, значи од денеска, од среда, мислам дека почнуваат во најголемиот број школи, почнуваат со групи на родители да ги спроведуваат 5 сесиските програми, како ние викаме, за учење на родителски вештини. И ние сакаме и тоа се деца до 10 годишна возраст, тоа е сега отприлика. Во рамките на тоа, значи, ние сакаме да им помогнеме на родителите. Низ прилично еден нагледен и активен пристап
да видат што е она што подобро функционира од некои други вештини кои што они до сега ги имале, да ги надградат или да ги прошират своите вештини. Ние сакаме тука да влегуваат родители кои што веќе имаат тешкоти со своите деца, ама сакаме и да им пружиме можности на сите родители. Како проширена активност се и трибините за кои што вие зборувате. Значи, трибините не можат да придонесат да се може информативно само да стигнат до родителите, меѓутоа ако родителите навистина се подготвени да почнат да работат на себе и да почнат поразлично да ја организираат својата родителска улога, тогаш треба да учествуваат на тие работилници кои што ќе бидат од сега па натаму постојано ќе се организираат. Значи, тоа не е еднаш за секогаш и никогаш повеќе, туку напротив стално ќе се формираат групи на родители. И само за крај да кажам дека општина Карпош веќе од септември отвара советувалиште за родители, канцеларија за родители, која ќе биде покриена од експертите од нашиот експертски центар и од групацијата Алтернатива, така да таа соработка ќе продолжи. Веќе се појавуваат и други општини. Ние сме на територија на аеродром, со аеродром веќе сме во преговори. Јас се надевам дека и Кисела вода пројавува, сега имаме нешто и Ѓорче Сара и Газивава, така да верувам дека Скопје ќе биде добар пример да започне сериозно и организирано и во континуитет да се бави со помошта кон родителите во совладувањето на родителските Имаме вештини. гледач, ќе му дадеме може да постави прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до гостинката и до водителката. Ви благодарам. Секоја чест за гостинката, за сите совети. Едно прашање или совет за родителиве што се млади сега, што имаат деца. Како родителиве да ги советуваме да бидат пострпливи за нивните деца? Вие И сметате таткото и мајката. Значи, како да се одржат, мислам, работилници или во школи, во градинки, родителите да бидат стрпливи кон барањата на децата. Бидејќи родителите, јас сум баба на дете, на внуче, меѓутоа родителите воопште не се стрпливи нити да го сослушаат детето, ни ништо. А јас како баба сум чувала многу деца. 4 мои сум чувала и други внучиња и до ден денеска на своји 70 години сум се уште стрплива, ама како совет за родителите. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија, како да бидат родителите потрпеливи. Ова е, благодарам и јас, ова е многу интересно прашање, нели, односно барање, да им помогнеме на родителите. Знаете, живееме во едно динамично и нервозно време и мене ми е многу жал што ова што го кажува слушателка, гледачката, нели, апсолутно е точно дека во денешно време еден од големите проблеми е трпеливоста, заради тоа што она како ние сме биле, еве, кажа 70, јас сум исто така на таа возраст, и во наше време нашите мајки или кога ние сме биле имале многу поразлична организација и поразлична беше целата динамика на живеењето. Сега е многу. Ова не го кажувам за да ги оправдам родителите, го кажувам за да малку и ги разбереме родителите дека не е лесно да вие после еден динамичен, напорен работен ден кој што трае 9 сата, например, денеска од 9 до 5 работат или не знам, да после тоа бидеме ние трпеливи и не знам ова. Што не значи дека не можат да го направат тоа, ама прво е да ги разбереме дека е сепак голем предизвик за нив. А друго е да можда до родителите важна работа да ја знаат дека ако тие не се трпеливи, тогаш по она правило англиската изрека вели monkey see monkey do. Она што мајмунчето гледа, тоа и прави. Односно, оно детето што гледа и прави, тогаш добиваме нервозни деца. И тогаш барем нема право да се љутиме на децата што се они нервозни и нетрпеливи, ако и ние сме нервозни и нетрпеливи. Ако сакаме практично тоа да го видиме, можда е подобро да родителите кога
како една од идеите кога ќе се вратат од работа, да се распределат меѓу себе и да кажат 1 сат јас ќе бидам со децата, 1 сат ти ќе бидеш со децата, или ако имаат ресурс баба, дедо, да 1 сат им ги почуваат да се одморат, да се консолидираат, за да можат после тоа да пристапат кон децата и да можат да бидат потрпеливи и посмирени, она што го кажува нели еве ова гледачка. И тоа е нешто што е и такако важно да ние го знаеме. За жал, обременети со динамиката, со темпото кое што го имаме, знаете, доаѓате од работа, па тука се деца, па треба домашни работи да завршите, или треба да го прошетате, па треба после тоа да спремите вечера, па треба да легнат у кревет, па треба и партнерот Марко да си го видите. Некако е сето тоа многу згуснато и ги прави да бидат трпението да биде. Да трпението некаде патем го изгубат. И пак ќе речам, јас ова не го кажувам за да ги оправдаме, туку само да ги разбереме, дека не е тоа така едноставно и лесно и да видиме што таа ситуација може за нијанса да се подобри, за да не дојдеме до ситуација да како они што се нервозни кон нивните деца и нетрпеливи и викаат и нели да утре и детето или ќе се повлече, па ќе стане многу повлечено, или пак ќе стане и тоа на сличен начин љутито и нервозно кон родителите и кон околината. Јас ви благодарам за денешното гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Отворивте емисијата со ставот дека сите како родители грешиме, но треба да се трудиме да ги минимизираме тие грешки и да бидеме што е можно. Не да ги минимизираме, Марија, извинете, да работиме да работиме на различен начин да ги надминуваме предизвиците. Значи да работиме на себе за да ги надминуваме предизвиците. Ви благодарам уште една за гостувањето. И јас исто така. И благодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Ви посакувам пријатен ден.